Мирно, без инциденти и притисоци од бугарските власти. Втора година поред македонците од Бугарија организирано го чествуваа споменот за Јане Сандански. Околу 1000 приврзаници на Омоилинден Пирин денеска положија цвеќе и ја одбележаа 94 годишнината од смртта на македонскиот револуционер во Роженскиот манастир крај Мелник. По серијата притисоци од Европската унија, лани, но и оваа година во Рожен изостана масовното присуство на полицијата и обидите на бугарските власти да го спречат граѓанското собирање на македонското малцинство. Ги немаше ниту провокаторите од партијата на Красимир Каргачанов, кои години наназад организираа паралелни прослави за Сандански. Година и пол навистина немаме проблеми со мирните собирања. После неколку поголеми акции што ги направивме во Советот на Европа и пред Европската унија, овие немили сцени што ги гледавме пред 2 години на Роженскиот манастир, кога не ни дозволува ниту цвеќење да ставиме екологијата, камо ли нешто друго, сега веќе во тоа нема ни трага. Следен европски притисок е во прашање. Се надевам дека постепено и властите ќе сознадеат дека не се никаква закана, ниту проблем е денеска може да се убедат дека кога тие не прават проблеми, нема никакви проблеми, бидејќи ние не правиме така. За Омоилинден Пирин сега приоритет е добивањето регистрација од бугарската држава за политичка партија. Очекуваат дека Европа и на ова поле ќе изврши притисок врз бугарските власти. Сега имаме во мај нова треба да чекаме судска одлука на Врховниот суд во Бугарија. Имаме делото што ги имаме заведено во Страсбург, се надеваме до крајот годината да има резултат. По многу подобра позиција се наоѓа македонското малцинство во Албанија. Таму првата македонска политичка партија вчера го одржа првиот конгрес на кој избра председател. Приоритет на политичкото действување ќе биде влез во централната власт преку коалиција со некои од двете најголеми албански политички партии. Во моментот ние водиме на борба за враќање на топонимите на македонските топоними во областа во Мала Преспа. Ќе водиме битки исто така за воведување на настава на македонски јазик во областите Гора и во Голобрдо. За сега најлошо стои состојбата на македонското малцинство во Грција. Виножито иако има правен статус, сепак на македонците на југот континуирано им се оспорува правото на идентитет.